Речиси 4 часа се трагаше по 17-годишната девојка, чие мртво тело беше пронајдено синоќ околу 22 часот и 30 минути низводно по течението на Вардар, на околу 6 километри од местото каде седношколката паднала во брзите води. Водостојот бил голем, хидроцентралите го намалиле нивото, но било предоцна, никој не успеал да ја спаси. Случајни минувачи забележале дека таа се дави, откако паднала во реката по борбата со кучињата скитници. Ова е местото каде што вчера 17-годишното девојче било нападнато од куче скитник. Таа се обидувала со својот ранец да се одбрани од кучето, меѓутоа изгубила равнотежа и паднала во водите на реката Вардар. За 3 часа телото на девојчето е пронајдено во селото Балиндол. Девојката учела во Гостиварската гимназија. Се враќала од училиштето со уште еден ученик и по кеот на реката Вардар долж градскиот парк се упатиле на автобуска постројка за да се вратат дома во Гостиварско Здуње. Веста за смртта ги потресе жителите на селото. Бараат одговорност од општината за трагичниот настан. И се пушта од кучињата, тие бегајќи се лизнало и право Вардар. Вардарот многу. Едно другарче имало со нејзе или другарка. Тие сигурно сакале да му помагаат, не можеле никако, многу Вардарот вода имало, многу голема вода. И тоа е тоа. Мора да земат државата мерки за овие скитници, мора да земе. Иначе деца не можеме никако да пуштиме ни за продавница, ни за школа. Не само семејството, тоа и селото ќе барат одговорност. Гостиварци велат дека се секојдневни сведоци на напади од кучиња скитници најчесто во централното градско подрачје. Опасни се кучињата и мене еден ден ме нападна едно. Пред една недела ја и еден друг со мене идеме од град, го спасиме 5-16 години дете. 30 кучиња се пуштија по него. Тоа не е само сега. Кучињата се секојдневна појава овдека во парков. И во едниот и во другиот парк. Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравар изрази жалење за настанот, но јавно пред камера не даде изјава. Преку социјалните мрежи апелираше да не се прават драми и политики од трагедијата, како што посочи не бил човек што не презема одговорност, но за проблемот со кучињата скитници, која зеди првата жртва, тврди дека општината работи во добар правец за негово решавање. За настанот согласи премиерот Зоран Заев. Тој смета дека треба да се промени законската регулатива во однос на згрижување на кучињата скитници, која според него е комплицирана и затоа голем број градови се соочуваат со незгрижени животни. Инаку во Гостивар се уште нема центар за чување и третирање на кучињата скитници, иако беше најавено дека тие ќе бидат згрижени во просториите на поранешната гостиварска касарна.